Групата за основно образование имаше доста посетители, иако кога почнавме многу малку доаѓаа кај нас, претежно се идеа кај колешката тамо, не знам вие која група сте, универзитет изгледа гледам, и се загрижи, викам сигурно нема интерес за основно образование, ама после сите дојдеа кај нас, така да сега е добро. Вака има тука повеќе мислења, јас и ќе ги образложам, зашто неколку или повеќето од овие мислења веќе ние ги имаме, ги спроведуваме во основното образование. Значи, предприемачкото учење од најрана возраст, тоа се сложувам со ова мислење и треба да се воведе, дури јас би препорачала уште во градинка, а не во основно образование. Затоа што децата најубаво учат кога се во најрана возраст, и тоа влегува во нивниот ментален склоп и потоа е многу лесно да се моделира она што ќе влезе во нивниот ментален склоп. Следното е имплементација низ наставните предмети и содржини, што доста се сложувам, бидејќи не би сакала да се воведе во основно образование посебен предмет предприемачко учење, бидејќи тогаш не знам и дали децата правилно ќе го разберат, туку тоа да биде во склопот на сите наставни содржини, од прво до 8 делење. Иако сега пилотот беше пилот проектот од СИЦЕЛ, и исто така имавме еден пилот проект од УСАИД, кој што беше исто за предприемачко учење, ВИП, кој што се спроведуваше во предметна настава, но ние имавме малку храброст во нашето училиште, го спроведовме по иницијатива на наставниците, уште од прво делење и видовме дека на вистина има добри резултати. Тоа го видовте и преку слайдовите на саемите кои што ги правеа децата, каде што произведуваа производи, а потоа ги продаваа и планираа како ќе ги потрошат парите, во што да ги вложат за да добијат уште поголем профит. Следното е во оделенска настава да се работи на развивање на позитивен став кон реалниот сектор. Значи, веќе еден дел од ова го објаснив, но исто така морам да ви кажам дека во нашето училиште, верувам дека во сите основни училишта, имаме пракса каде што родителите си ги презентираат своите професии. Значи, тоа го правиме на ниво на оделение или на ниво на клас. Претежно го правиме на ниво на оделение, затоа што се наоѓаат многу интересни струки. Ба сега скоро, минатата недела имавме презентирање на мајка кој што има производна мала работилница за производство на благи работи, така што децата навистина беа многу заинтересирани како тоа се прави и како потоа се пласираат производите надвор. Исто така, следното е кариерното советување за детектирање на сопствените потреби, желби, знаење на способности со вклучување на самите ученици, наставниците и родителите, можност ова да се вметне во задолжителен предмет. Вака сега, може ова да се вметне, не оспорувам, но ние имаме во соработка со проектот со УСАИД, во рамките на УСАИД, значи имавме еден проект предприемачко учење, исто така кариерно катче. Ние го викавме кариерно катче. Значи имаме одредена просторија каде што децата може да се запознаат со различни струки, има брошури на секакви струки кои што ги има во нашиот град и во нашата република, и децата може кариерно да се ориентираат. Тука управува со тоа кариерно карче училишниот психолог, а исто така децата одат и посетуваат занимања во реонот на нашето училиште. Мене ми е жал што не донесов такви материјали, имаме снимено материјали кај што децата се снимиле како одат посетуваат. Во нашата близина на училиштето имавме посета на механичар, потоа имавме посета на слаткар, на месар и на такви струки. А исто така имавме и соработка со ArcelorMittal, тоа го видовте и на слайдовите. Во интерес на времето јас исфрлив неколку слайдови, има и деца како посетуваат фабриката ArcelorMittal, кој што ние во непосредната близина и имаме голема соработка со нив. Следното е детска недела за предприемаштво. Ние ја одбележуваме неделата за предприемаштво во октомври,
кој што е светската недела за предприемаштво, и тогаш имаме активности. Овој октомври што измина, имавме исто така продажба на производи, на детски производи, како сајм имавме направено и така го одбележавме тој ден. Мислам, целата недела беше посветена на предприемачкото учење. Тоа ни беше во склоп на СЕЦЕЛ проектот. Компании со производи за деца, буџет за стимулирање на предприемачкиот дух. Ова доста добро ми се допаѓа, бидејќи ова го немаме во нашето училиште, а треба, навистина е добра идеја, значи има многу организации кои што се занимаваат со производи за деца и кои што би требало да се вклучат. Јас како директор се обидов на еден начин да се поврзам со Европа, бидејќи Европа е во нашето соседство, но не најдов на соработка со директорката, не беше расположена за соработка. Исто така се обидов и во Алкалоид, меѓутоа тамо добив одговор дека не може да децата да влегуваат во погоните и да соработуваат со нив, бидејќи имаат предпазливост, нели, за хигиена и за тие работи, значи веќе оправдани причини. Додека со директорката од Европа, иако и кажав дека децата се, ми се чини, најголемите потрошувачи на нивните производи и дека би требало да се вклучат, не најдов на одобрување за соработка. Следното е обуки на наставниците. Значи, за да може се тоа да се развива кај децата, сите предприемачки способности, уште од мали нозе, треба да бидат обучени наставниците. Сега, секој наставник не е вичен за да го имплементира тоа кај децата, бидејќи сепак ние сме растеле во друго време, нели, кај што тогаш и многу не се гледало на тие предприемачки способности. Иако имаме и помлади наставници, но мислам дека наставниците навистина треба да имаат обуки. Ние во пилот проектот имавме некои обуки, но сепак мислиме дека и тие ни се сосема мали. Јас кога се представував во првичното представување, ви кажав дека ние за предприемачкото учење баш и многу не знаеме и ни требаат обуки. Значи, навистина многу обуки. Посета на реалниот сектор. Тоа веќе и го објаснив, дека се прават такви посети, но сепак се ограничени, значи не можеме секаде да влеземе и да имаме поголема соработка. Обучени психолози за насочување кон предприемаштвото. Јас ви кажав дека во нашето кариерно катче работи психологот, кој што е училишен психолог, но и она кажува дека може да има помош од други психолози кои што се обучени за тоа, но исто така ние имавме лани, баш ми се чини беше во јуни, бевме пилот училиште за откривање или детектирање на способностите на децата, осмоделенците. Имаше тестови кои го спроведува Завод за вработување, мислам беше така. Ние бевме едно тие училишта и дојдоа од таму и ги тестираа децата. Убаво би било да имаме и ние такви тестови, но психологот ми одговори дека се доста тие скапи и не се достапни за нашиот буџет, така да не можеме да го спроведуваме, иако психологот навистина е расположен на тоа да го направи, па еве еден апел до Завод за вработување, ако може нешто да ни помогне, ќе биде добро. Иако ќе морам да ве разочарам, вие сигурно ги знаете повеќе резултатите, ние се интересиравме какви се резултатите, децата покажаа повеќе склоности за гимназија. Значи, за предприемаштвото или за производство на производните оние струки помалку покажаа способности. Значи, повеќето за гимназија. Таков беше резултатот во нашето училиште. И со тоа завршуваме, повеќе нема други предлози, се надам дека не бев многу долга, а се надам дека ќе биде од помош овие предлози, ќе бидат.